кон власта и политичките елити во Македонија. Еве како изгледаше денешната незаконска полициска интервенција со упадот во медиумскиот простор на А1 телевизија. Полициски упад во А1 телевизија. За да им асистира на група даночни инспектори во редовната контрола, полицијата утрото без налог незаконски влезе во А1 телевизија. За да ги обезбедува даночниците кои рекоа дека им била загрозена безбедноста во просториите на телевизијата, а истовремено тврдеа дека станува збор за рутинска контрола. Ниту даночните инспектори немаа налог, се обидоа да влезат дури и без да се легитимираат. Вие да кажете, како ќе влегува? Вие? Јас сум ръководител. Не знам. Не се буди. Да информација никој не може да бъде. Вие Имам на работа. Не ве познаваме. Вие ще имате. Вие господа немате? Кој ќе донесете, тој ќе влезете? Сватвам не ќе донесам. Кој ќе донесете, вие ќе влезете. Бараа увид во финансиската документација и незаконски, без судско овластување чепкаа по работните простории во сметководството. Без камери. Зашто? Ама вие викнете са вале телевизија. Како кај знаеш телевизија да е таму по 7 камери и од македонски освител и од Телма и од не пуштай кај. Ама вие ги викнете телевизија. Ама са вале кај знае они дека вие ќе правите контрол. Рацијата продолжи и попладнето. Дури неколку часа по незаконскиот упад, даночните инспектори обезбедија налог од истражен судија, за да го легализираат влегувањето во приватна фирма. Полицијата немаше налог, па мораше да си замине дури откако главниот уредник им посочи дека незаконски ги запоседнале медиумските простории. Во овој момент истакнувам барање да ги повлечете полицајците. Сите други можете да бидете присутни. Ние не сме криминалци, имате право да влезете тука, но медиум во кој ние циркулираме како медиум, полиција не е својствено да биде присутна. Без оглед дали имате налог или немате налог. Јас ве молам полицајците да ги повлечете пред влезот на куќата. Собственикот тврди дека власта му се одмаздува. Јас сум сигурен дека ова заради тоа што синоќа на Прилепската телевизија му се законев на господинот Бучковски дека доколку и 1 кило тутун не биде откупено, дека ќе одговара. А и во оваа прилика, пак му се заканувам, дека доколку и 1 кило тутун не биде откупено, ќе одговара пред народот. Ваквите упади се стара пракса на власта како форма за заплашување на медиумите пред избори. Пред парламентарните во 2002, тогашната власт, за да ја дисциплинира А1, се закануваше дека ќе урне зградата во која е сместена телевизијата, отибила дивоградба. Воинаку конспиративните контроли на даночните инспектори во фирмите, денеска во телевизијата А1 со медиумска помпа и најава дојдоа токму тие. Побаравме реакција од портпаролот на управата за јавни приходи, но младата Чижбановска немаше време за телевизија А1, додека незината мајка, кадар на СДСМ, престојуваше во медиумскиот простор на А1 телевизија. Еве што рекла гласоговорникот за нашите колеги од другите телевизии. Не се со асистенција на полиција, биле сместени во една просторија, 2 часа биле задржани во таа просторија и дури потоа со судскиот налог, веќе кога им е доставен, веќе почнуваат да ја извршуваат инспекцијата, значи контролата. Станува збор тука дали ќе се утврди нешто или не, значи во конкретниот случај само се работи за барање, значи даночните инспектори да си ја завршат својата работна задача. Никој на пример не знае што може да се открие нели во книгите. Меѓутоа 7 месеци навистина е предлог период зошто воопшто не е дозволено да се изврши контролата.
По објавувањето во вестите во 16 часот за невообичајниот полициски упад во медиумскиот простор на А1 телевизија, воопшто не е случаен прекинот на програмата на А1 во цели региони во земјава. Нашите гледачи масовно ни јавуваат за темнина на телевизиските екрани на каналите што ја емитуваат А1 телевизија.